Помалку е повеќе. Секој пат кога пишувам нешто, го читам неколку пати додека не го отстрнам секој непотребен збор. Вреди дури да се ослободам од само една запирка. Кога сакате да поледате, се ослободувате од непотребниот товар. Порано се трудев да предизвикам восхит со многу зборови. Мислев дека колку повеќе кажувам, толку е поважно. Колку повеќе се плашите дека не знаете, толку повеќе кажувате. А колку повеќе знаете дека знаете, толку помалку имате потреба да кажете. Тоа откритие беше шок за мене. Најголемите говорници зборуваат кратко и јасно. Одат право кон смислата на работите, без заобиколување. Концизноста е извор на остроумност. Единственото поголемо нешто што најголемиот учител на сите времиња им го рекол на учениците било: следете ме. Не морал да рече ништо повеќе од тоа. Во минатото, моите плакари беа преполни со облека. Не знам зошто, но не можев да се одделам од неа. Еден ден, одлучив да се ослободам од нередот. Поставив правило дека ќе дадам се што не сум облекол една година. Плакарите се испразнија, а куќата можеше да диши. Погледот ми се смири. Се почувствував полесно. Во 2001 година Стив Джобс му рекол на својот тим кој го дизајнирал првиот iPod во Apple да го направи така што корисникот ќе може да ја пушти омилената песна со 2 притиснувања на копче. Тие настојувале дека тоа е изводливо само со 3. Джобс им дал повеќе време, ризикувајќи го одложувањето на промоцијата на производот. На крајот, успеале со функција со 2 копчиња. Тоа било значајна разлика и станало дел од огромниот успех на Apple. Пред неколку години бев во мојата омилена книжарница барајќи книги. Една ми го привлече вниманието. Доволно беше да го прочитам насловот за да одлучам да ја купам. Помалку е повеќе. Тоа кажува се.